Moj život, moja sudba, moj dom. Во Скопје, пред 100 години, во 1924-та, покрај тогаш постоечкото друштво Скопје Матица било формирано и Соколското друштво Скопје 1. На почетокот, особено во ладните денови, соколите се состанувале во училишните простории, кои привремено им биле дадени на користење. Со зголемувањето на членството и соколските друштва се јавила потребата од посебни домови, кои би биле наменети исклучиво за потребите на соколските активности. Така наречените соколани биле градени во многу места каде постоеле соколски друштва, во зависност од материјалните средства и потребите, зависела и нивната големина и архитектонска форма. Во 1924 година организацијата имала 6 друштва со 1514 членови. Во Скопје Соколското друштво го издавало весникот Соколски гласник, печателе книги, брошури и прирачници за пропагирање на соколството. Подоцна Соколската жупа Скопје прераснала во центар на соколството на Јужна Србија, во која тогаш спаѓале Македонија и Косово и Метокија. Веднаш по Втората светска војна, кога соколскиот систем бил забранет за практицирање од новите власти, голем дел од поранешните соколани обично биле пренаменети во театри, каде на некој начин била продолжена една од традициите на предвоеното соколство, кои се одржувале во просториите на соколските домови. Така беше во Скопје пред 100 години. Moj život, moja sudba, moj dom.